поефикасна работа и поголеми надлежности и ингеренции. Полицијата во македонската метропола ќе стане уште поефикасна во делувањето. Законските измени кои се во собраниска процедура носат бројни промени со цел подобра организација, ефикасност и оптималност во користењето на човечките и материјалните ресурси во рамки на МВР. Двата предлог закони за ова го поминаа првиот филтер на Комисијата за одбрана и безбедност. Со новите законски решенија, секторот за внатрешни работи Скопје ќе се трансформира во посебен оддел за внатрешни работи Скопје. Целта според предлагачите е појасно да се разграничат надлежностите меѓу организацијските единици во МВР и прецизно да се утврди местото на секторите и на одделот за внатрешни работи Скопје. Опозицијата која поднесе 12 амандмани критикува за ризик од политизација и недостаток од стручна анализа. Проблем според нив е што законските измени се по предлог на пратеници, а не на МВР. Основна проблематика според мене се базира отсутство на иницијатива од страна на Министерството. Зошто? Предлог закон е поднесен од група пратеници, а не од Министерството за внатрешни работи, како надлежен орган за оваа проблематика. Ова укажува дека Министерството за внатрешни работи, според мене, не ја препознава потребата од оваа промена. Стручните лица кои секојдневно работат во проблематика во Министерството со полициските операции не го поддржуваат предлогот и не постои консенсус во безбедносните структури за оправданоста на промената. Пратеникот на ВМРО ДПМН Ковачки реплицираше дека е вообичаено законите да бидат поднесени од пратеници, реагирајќи на забелешката на Мурати дека нема иницијатива од надлежното министерство, односно од МВР. Предлог законот е поднесен од група пратеници, а не од Министерството за внатрешни работи. Па вака вие ни го оспорувате на нас правото ние да поднесуваме предлог измени, закони, амандмани и така натаму. По таа логика се постава прашањето како сте ги поднели амандманите, разбирате? Че не можете тоа да ни го доведете во прашање. Сте биле председател на Уставен суд, знаете како одат овие работи, правник сте. Министерството за внатрешни работи не ја препознала потребата од оваа промена. Стручните лица кои секојдневно работат со полициските операции не го поддржувале предлогот. Од кај го знаете ви? Ова паушално е. Со законските измени се воведува и нова функција началник на одделот кој ќе раководи со работата и ќе ја координира полицијата на територијата на главниот град. Раководната позиција добива повисок статус во рамките на полициската структура, а се прави и терминолошко усогласување кај криминалистичко-техничките работи. Решението се темели на претходната практика каде раководителот на СВР имал повисок ранг, но и на фактот што Скопје има посебна територијална поставеност во однос на другите градови во државата.